Владата уште од првиот ден почна со една интензивна агенда. Како што знаете, бевме во Брисел во една посета каде бевме примени на највисоко ниво од претседателот Туск, од Могерини, од комесарот Хан, од генералниот секретар на НАТО Столтенберг, што беше уште еден потик, импулс повеќе за нашата посветеност која евроагендата, која што е приоритет без алтернатива. Приоритет кој што го бараат граѓаните на Република Македонија, бидејќи од последните анкети повеќе од 75% од граѓаните се за членство на Македонија во ЕУ и во НАТО. Ние добиваме 8 консекутивни препораки од Европската комисија, за жал последните 2 се условни препораки и во тие услови се организирање на фер и кредибилни избори, и вториот услов е ургентните реформски приоритети. Бидејќи првиот услов го исполнивме и на 11 декември имавме фер и кредибилни избори кои што беа прифатливи за сите, ни остана вториот услов кој што мора да го адресираме до октомври, до есента. Значи тоа се 3 месеци кои што, имајќи ги предвид некои ограничувачки фактори како што се распишувањето на локалните избори, летните месеци во кои што администрацијата не е толку активна, останува мал период за да може да се адресираат тие најитни прашања со цел на крајот на изборите да имаме чиста препорака, надевајќи се дека во декември Советот ќе ја разгледа таа препорака и ќе даде дата за започнување на преговори. Во подготвување на тој план се црпиме од неколку документи. Првично од Пржинскиот договор и остатокот од мерките кои што ни преостануваат од Пржинскиот договор. Рамковниот договор секако беше важен дел од Пржинскиот договор. Потоа итните реформски приоритети во кои што се вклучени препораките од високиот диалог со Европската Унија, извештајот на Прибе, препораките од Венецијанската комисија, од Советот на Европа, од ГРЕКО, од ОПСЕ, ОДИХР, заклучоците на редовните тела кои што произлегуваат од Спогодбата за стабилизација и асоциација, предлогот на итни демократски реформи кој што е подготвен од група на граѓански организации, и согласно овие документи ние ги утврдивме и темите, како што се владење на право, вклучувајќи го тука реформата во правосудството, борба против корупција, реформа на разузнавачките служби, реформа на јавната администрација, изборите, собранието и независните регулаторни тела, медиуми, граѓанско општество. Имаме историски контекст, позитивна политичка клима. Имаме ситуација во која што во наредните 3 6-месечни циклуси ЕУ ќе го раководи регионот. Почнува Бугарија од 1 јануари, потоа Австрија и Романија. Тие имаат локален и регионален интерес. Ова е историска можност ние да ја фатиме да се фатиме на тој интерес на овие нови председавачи на Европската Унија, со цел да покажеме дека сме посветени, дека сме сериозни, дека ќе испорачаме резултати за да тие не постават високо на нивната агенда. Паралелно со адресирањето на овие реформски приоритети, владата работи на уште еден пат, на уште една траекторија, елиминирање на политичките пречки кои што ни престојат на пат. Затоа беше посетата на премиерот и делегацијата во Република Бугарија со цел да се затвори уште едно прашање. Затоа е посветеноста во овој мандат да го завршиме рамковниот договор како прашање кое што е отворен извор на несогласување веќе 20 години, и со донесување на последното парче закон што се однесува на Законот за јазиците, да го затвориме легислативниот дел од рамковниот договор. Со тоа тргаме 2 главни политички пречки од патот и ни останува уште една сензитивна која што се разбира бара повеќе време и посветеност.